Добро вечер, почитувани гледачи. Музиката е нешто кое што ја оплеменува и облагородува душата. Музиката исто така е состојба на душата, особено етномузиката која начас не носи до корените, а начас не вивнува кон облаците. Од тие причини вечерва со мене во студиото е нашата интерпретаторка Ирена Спасовска. Добро вечер, господја Спасовска. Добро вечер и поздрав до сите гледачи на К3 телевизија. Прекрасна најава, навистина, до сега не сум почувствувала некој вака убаво да ја опише состојбата на музиката, како треба да се доживува. Ви благодарам. Чест ми е што дојдовте во нашето студио. Вие во последно време се бавите токму со етномузиката, која што во себе ги содржи корените, а нашето македонско милје е пребогато, вистинска ризница од богатство на музичките традиционални вредности. Господја Спасовска, како се одлучивте да отидете токму во овој правец на музиката? Од кои причини пред се? Па, вака, морам да кажам дека јас со музиката се занимавам од моја најрана возраст, Така. од 14 години, и морам да кажам дека првата песна ми беше забавна. Зошто го споменувам ова? Значи, се си има своја приказна. Така. Ја снимив таа моја забавна песна, од кои причини? Бидејќи во наше време порано некако беше срамота да се каже дека ние сакаме народната музика, нели, како тинејџери. Така. Но подсвесно јас повеќе ја сакам народната музика и кога наполнив 15 и пол години, се случи еден преокрет во мене и всушност самата се запрашав. Ирена, зошто си го правиш ова? Дај почни да пееш народни песни, и отидов во македонската телевизија, се пријавив и на аудиција за народна музика, тамо, нели, таква беше порано редот. Ме примија и набрзо почнав да снимам народни песни. Во тоа време се снимаше многу. Многу се снимаше. Ја до својата 16 и пол годишна возраст можеби снимав преку 20 народни песни, кои што мене во тој период исто така ми исполнуваа душата. Па потоа набрзо дојде и Валандовскиот фестивал и сето тоа. И нели тогаш Валандовскиот фестивал беше еден нов момент каде што имаше и ново компонирани песни и како нели ги одпеав со многу љубов и жар. Но како се вели, зашто го споменав овој почеток, корените си влеча, тоа што тлееше во мене долги години, ми е драго што сега после толку време, значи после 23-4 години, повторно се занимавам нели баш со народните песни, изворните песни. Меѓутоа, ако тогаш беа пеени баш со народни инструменти, како еден облик на народна музика, сега е во еден друг правец, етно, каде што како дојде. Значи, таа соработка со Цане дојде, да речам, некако можеби и спонтано, но во одреден момент и намерно. Едноставно седнавме, да бидам искрена, и Цане беше првиот кој што ми предложи, сметајќи дека можеби јас тие песни сметал дека можам добре да ги испеам. И ми се допадна идејата и направивме едно CD, најдена добар одзив, потоа снимивме уште едно и еве веќе и третото CD го направивме. Значи, за овие 5 години снимивме 3 CD-ња. Ние ќе говориме за вашето најново CD во продолжение на емисијата. Меѓутоа, јас ќе приметам дека добро сте забележале дека некогаш, годините наназад, токму слушањето и бавењето со народна музика како да беше демоде. Меѓутоа, сега трендот кај младите, не знам дали ќе се сложите, еве вие што мислите, токму оди во правецот на преработка на нештата од изворните песни во или елементи од изворните песни, да, се искористуваат за некаква реанимација на македонската музика. Има ли на повидок таков тренд меѓу младите сега? Па има. Мене ме радува што всушност има еден одреден прогрес во таа насока и драго ми е што младите преку тие песни со призвукот на етноелементите на некој начин и таа музика им доаѓа и нив малку поблиска, а всушност и целта на овие CD-ња што ги направивме со Цане, а верувам дека и сите колеги кои што се занимаваат нели со оваа проблематика, целта е да се остави нешто за себе
и да се интегрираат, значи и младата популација да се интегрира во ова. Во творештвото. Во творештвото, Така. да се почувствува, бидејќи само да се изнајде некој модус како младите да ја прифатат народната песна, значи како што ние тоа го правиме. Можеби нешто за некоја одредена песна ќе смениме некој помодерен ритам, па тука нели покрај гајдата, кавалот, народните инструменти, тапанот, значи мандолината, вклучуваме нели гитара електрична. Да. И сето тоа малку да таа народна песна да биде малку помодерна, на едно Така. повисоко ниво за целта нели младата популација да се доближи до тоа. Бидејќи иднината е во младите да ја наследат ова песна и да ја носат со себе исто така многу поколени нанапред. Господја Спасовска, сигурно ќе се сложите дека доколку е странско, тогаш кога зеде од македонскиот фолклор елементи за некоја своја песна еден Гери Мур на времето, тогаш беше многу хит и многу слушано. И доколку е од страна, Браво го и впиваме. дали ќе се препознае или нема да се препознае, го впиваме. А доколку е тука, тогаш малку потешко ни одеше. Не би се сложила дека не со вас, туку со одредена популација на луѓе кои сметаат дека нема некој наповидок, некој тренд на бавење со ваков тип на музика. Не, напротив, гледаме, се случуваат нештата, еве и преку вас, и преку други музичари и групи во Македонија. Так. Постои ли во Македонија некоја, да кажеме, институција која што особено внимание посветува на етномузиката, па дури и преферира некој етнофестивал наскоро? Па вака, во однос на таа насока, тоа е факултетот за музичка уметност кој што нели си е задолжена да си ги чува интересите на традицијата. Еден етнофестивал имаше порано уште пред 6-7 години, кој што бевме вклучени ние повеќе пејачи од народната и од забавната музика. Навистина зеде доста голем одзив, беше прекрасно прифатен, но за жал од оние финансиски причини беше една година и замре. Исто така сега во мај месец се спрема нов музички фестивал, кој што се надевам, тоа го припрема Сдруженијето на Етно Ризница, кој што се надевам дека ќе земе голем одзив и мислам дека ќе биде на едно повисоко ниво и целта е нели да се одржува традиционално секоја година и мислам дека тоа ќе биде навистина одличен потек за зачувување на нашата македонска култура, традиција, бидејќи како се вели, идентитетот, личната карта, сушност на една нација е преку народната музика и народната песна. И народното творештво, се согласувам со вас. Бидејќи, не сакам да споменувам, но една наша соседна држава блиска ги користи и како нашите македонски песни. Да погодиме од 3 пати. Па ете, и од прв пат може да погодиме. Нели, соседна Бугарија. Некако им ги даваме на тацна сите песни, а ние тука ги имаме и некако не ги користиме. Значи, мора поинтензивно да се работи на тоа да се зачува нашата традиција. Зашто многу лесно може да не бидат и украдени. Така. Многу Се лесно може да бидат согласувам украдени. со вас. Вие сте и честопати излегувавте со ваш личен став во однос на тоа колку во Македонија напливот на странските нешта, особено на турбофолк музиката, да не ве цитирам вас, не би сакала да ја именувам, еве конкретно од Србија пеачите, никој нема ништо против, нели, нормално, музиката нема граници и не познава граници. и не треба да има. Токму така. И комерцијална треба да биде. Зошто да не се вреднува? Тоа се парите се тие кои ги вреднуваат нештата. Меѓутоа, знам дека излегувавте со некои ставови каде што им забележувавте поточно на медиумите. Што беше тоа впрочем? Јас секогаш сум кажала дека медиумите се секогаш виновни за она колку ги воздигнуваат нештата од страна. Колку што ќе им дадеш простор, тие толку ќе бидат присутни. Јас немам ништо против такви шоу, знам дека се гледани. Тоа е една цела машинерија и не може да се спречи. Но мора да се најде начин сето тоа да се изнивелира. Не може нашите песни да се пуштаат, нели, јас и тоа го кажав. После еден час од пополно, како да сме ние, нели, француски љубовен филм за возрастни, нели, филмови за возрастни,
А нивните песни ги пуштат во ударни термини. Мора да се најде начин, значи да ни се отстапи повеќе простор и тоа во тие ударни термини, значи недела во 1 часот, во 5 часот попладне, или понеделник, среда да имаме еден убав термин од 8 часот или 9. Така да се знае редот. Да се знае редот. Како и во нивните држави, впрочем. Да, и во нивните држави, но они и како умеат да си ја чуваат нивната култура и традиција. Да, они викаат, да, пејте македонска, ние сакаме македонската музика и песна, но кои песни они ги знаат? Ги знаат македонско девојче, Елено Керко, можда Чалги, Така. од поновите 2-3, значи тие се избриуваат на 10 прстите на мојата рака. А додека ние ги знаеме сите нивни песни. Значи тука е проблемот што ние мора да си ја почитуваме нашата македонска музика. Али ме радува тоа што на моите живи настапи, ја морам да кажам дека работам, значи живи настапи, Така, вторник, среда, концерти. четврток, по ресторани, веселби, концерти. Ме радува што младиве некако почна да бараат македонски песни. Ме радува што колегата Евто Папиновски исто така му соживеа некои песни, па еве се пее дури и Џумбушлија. Значи, Така. тоа е убавото. Така. Кога младината ги бара македонските убави песни. Вие сте и многу активна вон државата на концерти и на гостувања. Мислам дека од земјите каде што најмногу има наши иселеници, дека не постои земја во која што не сте биле. Па да. Сега би ве прашала тука нешто. Дали некој од нашите во туѓина пројавил интерес буквално да финансира еден пообемен проект каде што би се инволвирала етномузиката и другите уметности од Македонија? Па да бидам искрена, не се правила таква желба. За да се прави таква желба, треба да има личност кој што се занимава со таа проблематика и првин да потикне сето тоа од желбата, да се направи нештото и да се искомуницира нели со луѓето кои што исто е работа, тоа е работа. Тоа треба да биде на едно многу повисоко ниво, затоа што не е да биде како концерт само со 300 луѓе и еден пејач и тоа да се оствари таа средба и после тоа да се заборави. Може би они треба на една повисока дистанца тоа да го направат, како некое фестивалче и да ги повикаат, пример Ирена Цане, Синтезис, Драган Дутовски, не знам сите кои што еве се занимаваат ете баклава со ова етна музика и сето тоа исто така да се презентира и со цел да стане една традиција. Меѓутоа при тоа сите знаеме дека треба одредени финансии. Значи мора да се за да се направи еден таков концерт во живо, треба да се викнат многу инструменталисти, пејачи. Значи сето тоа треба некој финансиски да го издржи. Но ако има желба, зошто да не? Секогаш после тоа доаѓа па и тоа може и да се уновчи после тоа, затоа што на крајот на криштата сите нели работиме за пари. Така, сте направиле ли некаква паралела? Мислам дека многу повеќе се барани пејачите од народната музика во светот таму каде што се нашите, отколку од забавната. Има ли вистина во тоа? Па Така? има како не, да. Мислам, искрено да бидам, јас не сум од оној тип пејачи кои што нели цело време кука, па ние или немаме работа. Јас да бидам искрена, еве обстојувам веќе успешно 25 години на естрадата. И сега кај што сум била во странство, па не сум се нешто и многу пресретнала со некој забавен пејач. Може би тоа беше една еуфорија малку пред некои си 7-8 години каде што и забавните пејачи одеа. И немам ништо против, нели? Да, нормално. Затоа што и младата популација треба да слушне и одреден таков тип на музика поп. Така. Но интересно е што секогаш тоа беше на почеток, а после тоа они мораат да пеат народна. Затоа што една забава не може нели да се цело време одржи со забавна мелодија, него на крајот тие забавни пејачи цело време пеа народна. А пак вие во еден наш неврзан разговор рековте дека за вас добар пејач е пејач кој што знае да пее се. Да. Токму така, кај нас исто така, ние на живите настапи почуваме исто така со забавно. Може да биде и македонско, и ју, и странско, значи тој одреден пола час или 45 минути. Значи, јас ги почитувам оние пејачи кои што се сестрани пејачи. Ако пеам забавно, сакам значи да звучи, да прозвучи забавно. Ако пеам народно, да биде изворно народно. Например, ако се пее
не знам, ете сега српски да кажам, да прозвучи така. И осекогаш сум ги почитувала оние пејачи кои што се сестрини. Така. Затоа што ако сте домакинка не можете само да правите, нели, една сладки, манча. Значи, или не може само сладки. мора се да се прави. Така. Оти народот има разни желби. И не знаете во кој момент што ќе ви побера. Така. Тоа е да. Вие лично сте посакале ли некогаш да настапите со некој кој што ете на некое светско ниво веќе е познат, да кажеме, како еден наш Дуке Бојаджиев? Да. Или сте посакале ли да настапите некаде каде што се снима некоја музика за некој амбициозен филм, да кажеме, еве како што беа Тандем, Бреговиќ, Кустурица, по такви некои проекти кои што зошто да не произлезат од Македонија, како и што произлегува. Па зошто да не, тоа е секогаш предизвик како некој те покани во некој филм да гостува со својата музика да се представи, што е навистина предизвик. Знаете зошто ве предизвик. прашувам? Затоа што нешто што слушав од вас, имате извонредна можност да пеете. Она назално пеење. Назално пеење, Мислам на да. тоа мислите, да. Па тоа е баш на последното седат такви две песни, имам испеано, тоа е песната Не плачи стално море и Сев Делино, Дете Лино, а првото седа тоа беше Ој девојче Рамбел мој, кој што тука за да се долови тоа изворното, ние знаеме како се пее изворно, значи носно пеење назално. Еве јас имам таа можност да можам да отпеам така и тоа е добро, нели? Тоа вроден талент ли е или се изучува? Па вродено е. Значи, тоа мора да го имаш, не може да се изучи, затоа што или го имаш или го немаш тоа. Така. Вашата ќерка има ли талент како вас, 16 годишно девојче? Да, 16 годишна тинејџерка која што морам да кажам дека има талент за музика, пее, дури во школа цело време ја тераат да пее. Она настапуваше и на 2 фестивали Супер звезда до 12 години. Но некако, како расне, нема некои посебни афинитети, она е на правен смер. Така. Изучува право и нема некоја посебна желба и афинитети да стане пејач. А вие Меѓутоа, претпоставувам дека сте мајка која што нема сигурно да ја форсира Не ја во друга форсирам, насока. бидејќи да бидам искрена и мене никој не ме форсирал. Значи, оваа професија е многу, како да кажам, мора да има желба. Ако немаш внатрешна желба да ти сам постигнеш нешто, Пилето да пее. пилето да пее, Така. мислам дека ништо со сила не бива. Значи сега зборувам за незините 16 години. Ако случајно посака на 18 или 19 или 20, јас си стојам на располагање, нормално дека можам да ја упатам доколку сака и доколку сметам и јас, нели, дека незините гласовни можности го дозволуваат тоа. Јас предлагам сега тука ние да направиме една мала пауза, гледајќи еден прилог од нашите сограѓани, како тие размислуваат, колку ја сакаат, колку ја ценат, вреднуваат и слушаат традиционалната наша народна музика. Се е окей, може, ако сакате и може така. Слушаме и забавни, народни, секаква. Па ја секаква музика слушам, не... А етно си етно, треба ја мислам да се задржи тоа етно, зашто ние сме православи и треба секако да си имаме свое обележје. Треба да имаме наше обележје, тоа не представува нас. Ја мислам дека секако треба да си заземе свој простор. А убаво е секаква музика, али етно си обележје на нас. Па мислам дека не. Подобро да се остане онако како што си е наша етно музика, македонска, традиционална. Подобро би било тоа. Па прво да ја слушнеме, па да не знам. Јас слушнав, мене ми се допаѓа. Во Македонија има простор не само за етно музика, има за многу убави работи, само не знам зошто така малку незгодно функционираат. Позитивна работа е во секој случај. Позитивна работа. Има капацитет, има групи кои ја пласираат меѓу народот. Мислам дека има. И прифатлива е кај луѓето. Ете, драги гледачи, видовме што преферираат да слушаат и колку ја сакат нашата традиционална музика. Нашите сограѓани, а ние да си продолжиме со гостинката господја Спасовска. Да тргнеме од деновиве пред години.
Многу одамна почнавте, како што кажавте, уште на 14 годишна возраст, бевте во заедно со Алачки. Не, на Потоа- 14 почнав првата своја песна да снимив, а Валандовскиот фестивал дојде на моја 16,5 годишна возраст и тогаш бев прогласена за најмлад учесник, тогаш беше соработката со Адријана. Да. Така, се задржавте неколку години заедно, нормално потоа патиштата секој од нас не води таму каде што ние сметаме дека ни е подобро и еве сте сега со своите спотови. На екраните гледаме еден многу екзотичен спот, тој е од вашето гостување во Австралија. Да, тоа уште пред некои си 8-9 години, каде што имав можност, кога бев поканата и тоа да пеам на една свадба. Значи имав еден настап и луѓето посака да дојдам да пеам на таа свадба. Значи си земав нормално хонорар како за цела турнеја, а меѓу другото добрите домакини ме почастија и со еден спот. Значи тука се вклучи јахта, потоа едно добро црвено Ферари, спотот се снимаше на отворено, на океан. Интересно. Навистина кошташе доста многу, но интересно. многу интересен спот. Така, сега ќе... А нешто поново е другите спотови. Да, Да. сега ќе ја замолам режијата, еве го следното CD, следниот спот, односно ваш, каде што постојано се менуваат фризурите, односно стајлингот, и очигледно е дека стајлингот си влијае на тоа спотот да биде така делува малку скапо. по-раскошен. Раскоше, точно така. така. Па да, ова е насловот на песната Ко 2 и 2, така малку помодерна песна да кажам. И нешто кога нештото е помодерно, можеме да си дозволиме и да имаме послободен стајлинг. Тука се појавувам и како русокоса и како црнокоса, бринета и еве може да погледнете дека навистина спотот изобилува со доста раскош, шминката е исто на завидно ниво. Во текот на снимањето се ме нашминка едно 3 до 4 пати и навистина за да изгледа вака како што треба да изгледа еден професионален спот. Инаку за вас лично, за вашата убавина, освен вие што се грижите, очигледно е дека се грижите, на кого најмногу сакате да се препуштите да ве средува? Па добро, нели се на оној професионален тим на што си се луѓе козметичари кои што си ја знаат својата работа, значи за мене се грижи Ефродита Ес од Скопје, фризерскиот салон исто така Дадар и се разбира дека за мојата убавина си се грижам и јас, кој што 3 пати во неделата вежбам пилатес, 1 час јога и 1 час зумба. Тоа ми подпомага малку да си го најдам оној свој внатрешен мир, да си бидам сама со себе, тој час и половина и да си направам еден баланс на моето тело. Во професионалното, очигледно дека сопругот ве прати. Меѓутоа, во приватното, ги делите ли обврските? Па да, со Орце сме веќе 10 години заедно, значи Орце Гелевски, новинарот во МТВ 1. Па делиме се, можам да кажам, дека исто така ми помага доста околу и домашните обврски, бидејќи сите знаеме дека оваа професија не е толку лесна, настапите се претежно навечер, кога сите одмараат, излегуваат, ние работиме, па после дел од денот го користиме па и ние за одмор, до 11 часот обично пејач не можете да најдете на телефон, не можете да зборувате до 1 часот. Постото ми е пред малку, постојано беше зафатено кога ме барав. Да. И така да ние функционираме после 12-1 час, кога малку ќе се наспиеме и нели ќе можеме да собереме енергија и да го издржиме денот. Така. Затоа ли вие некогаш изјавивте или од контекст е извадено, ова што ќе си дозволам да кажам, вака рековте и дали рековте? Јас мојот сопруг Орце го сакам како што сите го сакаат Џорџ Клуни. Така ли беше? Џорџ Клуни сите го сакаат. Тоа е премногу љубов, да, тогаш. премногу љубов, да. Па љубов никогаш доволно, нели? Да. Зашто не, Орце го има посебно место во моето срце. Ние се најдовме малку во подоснежните години, но како викаат тие Но се најдовте. Да, се најдовме, повеќе траеле. Па ајде да видиме.
Ете, Јас се така, надевам да ви дека ќе посакаме трае. од се срце. Орце е мојот, трае. да речем, најстрог критичар. Дури можам некогаш да кажам во наводници малку ми иде на нерви, затоа што секогаш мене ме прати како сум отпеела, дали на фестивал, дали на некоја снимка, дали на жив настап, некако од секогаш ушите му се вперени кон мене. Па викам, добро, малку слушни ги другите, ако некоја грешка јас направам, не значи дека само јас тоа го правам, нели, на секого може да му се случи. А не, велат дека само маж кој многу љуби жена, толку многу е обседнат со неа. А може би и тоа, не знам, но... Не знаеме, тоа ете, така велат. Нешто има. Да, така велат. Да. Време за слободно време за вас лично, освен кога одите на пилатес, јога и Па, слободно. зумба. Па јас како велам, слободно време ќе имаш колку сам што ќе си дозволиш. Значи, никогаш и ние самите, викаме, немаме време, а додатно се оптеретуваме со некои обврски кои што не можеме да ги издржиме. Или, често пати, например, ќе речем, сега во наредните денови ќе направам тоа, а кога ќе дојде денот, чувствувам дека сум си задала премногу задолженија, што сега се, како поминат годините, чувствувам дека нештата треба да се редуцираат и приоритет да си дадам малку повеќе на себе. А обично, кога Орце е на работа, например, во предпладневните часови, а Тамара исто е на училишта, некако ја до 1 час од тоа си е мое време и најчесто сакам онака баш да се бидам сама, да си колирам, да си ги наполнам батериите, си уживам. Така. Ништо посебно, дури ништо посебно да не правам. така. И се разбира дека кога не пеам или некако задолжително си наоѓам од 6 до кај 8 часот, тоа е едно мое време, кафе, време, пауза со моја пријателка кој што и то како онака си се Тоа особено релаксира, си правиме една терапија, да речем, меѓу нас, ќе си изназбориме и тоа многу добро ми прија. Така. Посакувате ли да бидете некаде каде што досега не сте биле? Еве така. Предпоставувам дека во многу држави сте биле, Па да, а нема некаде каде каде што не сум била, нели, со ова пење, секаде ни светот, професијата е таква каде што све сме виделе, нели, Америка, Австралија, Канада, за европските земји, веќе да не зборувам, нели? Единствено нешто што ми е како желба, онака приватно, бидејќи не верувам дека со моето пење би отишло во Кина или во Јапонија, бидејќи нема македонци таму, а да имаше може да и би. Да. Може би ќе има во перспектива. Може би ќе има, да. Но единствено таа култура малку ми е интересна, значи луѓето ми се така интересни, Источна, кинезите, далечна, источниот а дел, многу далечна. стара. Таа нивна култура сакам да ја доживеам, да ја осетам, значи тоа јадење со стапчиња. И луѓето ми се така мали, интересни, што знам. И добро е што и они се грижат доста за тоа нивно здравје, нели? И сакам едноставно тоа да го доживеам, како се грижат за себе. Нема сомнение дека нема да го доживеете. Се што ќе посака човек може да се оствари. Ете, со обзир на тоа што сте во тој свет, каде што творите, каде што создавате, каде што можете, знаете, умеете, сакате, зошто да не вела дека човек кога сака, може и да ги оствари своите цели. Па како викат, пази што ќе посакаш, затоа што може и да се оствари, Да, а ја добро кажано. да. Затоа што обично и некогаш кога ќе посакаме нешто или ќе помислиме, набрзо и тоа ни се остварува. Јас затоа велам, пази што ќе посакаш, затоа што може да ти се оствари и секогаш гледам да биде тоа нешто позитивна мисла, значи нешто убаво за да ми се оствари. Така. И да не решам, ако решам и ќе отидам. Да. Тогаш пазите ли дали ќе посакате да отидете во Грција за да не бидете пак вратена? Па и посакувам, а и не посакувам. Значи Што како се велат? случи тогаш на Ако границата? некој мене не ме сака, па зашто јас да го сакам? Нели? Така е. Да, па што се случи во Грција? Значи јас пеев на една манифестација. Тоа е местото Овчаране, каде што има многу наши македонци и традиционално организираат секоја година, нели, како една македонска дружба. И јас бе поканата пред едно 6 години таму. Отидов и многу убаво си победов, можам да кажам. Потоа исто имав уште еден настап, уште една свадба приватно ме викна. И после тоа 3 години си циркулирав нормално низ земјата. годишен одмор, шопинг. Да, но на едно мое големо изненадување, еднаш као тргнавме со ни наши пријатели со Орце,
на еден шопинг, нели, популарен во Солун, Да. и мене на граница не ме пуштија да влезам. Ја во првиот момент мислев дека нешто се зафркаваат Орце и исто и пријателов, Ирена нешто имала проблем, не може да влезам, што па баш јас, што се јас, се е окей. Од каде јас? Од каде јас сега проблем ништо. Да. Што направив? Но нешто така сат време не задржа и на крај рекоа сите може да одат, Ирена да се врати назад. Не ми беше јасно. Он нешто измислува како наводно нешто пасошот ми траел до 2000 и не знам која година, 14, а Да. многу јасно пишува дека е до 2018, но набрзо сватив после тоа дека сум била непожелна личност, како нешто им го загрозувам нивниот национален идентитет. Па вие сте биле опасна. Ефтен опасна. Не знам дека до толку можам да делувам. И побрав во грчката амбасада, нели, одговор зашто сето тоа, да, објаснување. Да. Тоа ми беше приложено и забраната ми трае до 2016, јуни месец, 5 години. После вие ќе мудрите забрана, Да, нема да после сакате ние. да одите. Па јуни се оштетени, па зашто? Јас ги трошев, Секако. како ние сите, нели, што ги трошиме некогаш парите за одмор или за некој викенд тама, си се насочив на друга страна, повеќе сега си одам на нашето Јадранско море и немам никаква штета од тоа. Така. Ја сега предлагам режијата да пушти нешто многу интересно од еден ваш спот, најнов, од најновата песна. Да, тоа е песната Полека срце полека. Така. Тоа е спот сниман во Охрид, навистина на прекрасни локации каде што се гледа самото Охридско езеро, убавините. Значи, исто така комбинирано е во еден хотел каде што има така старини, така сето тоа убаво го склопивме, може еве нели гледачите да погледнат. Го снимавме 2 дена. Еве со дронот може да се види тука нели од височина и карпите, многу убави кадри се опфатени. Да. Интересно, овој спот е финансиран од субвенциониран, односно од владата на Република Македонија. Со тој проектот, нели, кој што ние пејачите нешто ете така добивме, да речеме, гратис од државата и тоа многу ме радува. И целта е, нели, исто така овие спотови да се пуштаат, да се биде една мала помош така, и на и нас промоција истовремено. и на телевизиите за да има што да пуштаме, затоа што и ние нели доста време викаме немаме што да пуштаме, немаме зошто да снимаме и па сега нека повелат. Да. Нека повелат телевизиите, навистина веќе има во изобилство повеќе спотови кои што ние овие многу 2 години интересни. снимавме. И исто така тука и спотот Тајна молитва исто кој што е субвенциониран од владата. Ова е малку спот па. Сега одма јас тука ќе прашам, бидејќи еве имав јас прилика да го видам спотот пред емисијата. Колку часа зедовте за да владеете со коњите кои што се дел? Да, во спотот. Па да Спотот. бидам искрена, значи така си направив едно сценарио, бидејќи песната е мислам не е модерна, има и нели традиционални елементи, но така е некој спој и секогаш сакам да несам нешто ново, значи до сега што не е снимено, некоја приказка, пошто се пее од далечина, па ете нели ставено како дечкото доаѓа нели со коњот далечина, се нема да го ставиме пак со Ферари да доаѓа. Да, нормално. И земав 6 часа, значи 6 дена бев на јавање конј, кој што во моментот јас мислев дека е многу лесно тоа. Меѓутоа инструкторот ми рече па не е тоа така едноставно ти што мислиш. Ова на само хиподром да се Да, на случуваше? хиподром се случуваше во конјичкиот клуб. А ја мислев дека е тоа така само, ќе се качиш на конјот и он ќе почне да лета и ти ќе го зауздаш. Но воопшто не било едноставно, навистина. Први еден час треба да се запознаеш со конјот, за да те прифати, значи малку да му зборуваш, да го галиш, па првин да седнеш, па не треба многу, значи што не знам како ќе ме прифати. Они викаат има моменти каде што може и да те исфрли, нели? Тоа е многу опасно. И јас затоа земав 6 часа, добро се запознавме и убаво помина и тоа снимање, значи се ми е така предицик, значи помина Многу исто така интересно доста делува интересно, да. спотот, да. Интересно нешто. Што ќе им порачате на гледачите неколку минути пред крај? Имаме ли нешто да... Па би порачала, еве во доменот нели на оваа професија ја што ја работам. Сите ние имаме нели различни желби и потреби, па нели и во односи на музиката.
Значи секој нека си слуша што сака, музиката нема граници, јас исто така повремено слушам и странско и се, но сепак да не заборавиме дека сме македонци, а и како што кажав, нели, сепак, како што рековме, музиката е личната карта на еден народ. Малку повеќе внимание да обрнат на македонските песни, на македонската музика, бидејќи, нели, наше си е наше. Кога може некој од страна да ни го краде нашето и да биде добро, да не дозволиме некој да ни го украде, па да го цениме заради тоа што Па да го преработи, па да го продава како странско. како наше. Да. Затоа што секогаш ние во нашата подсвест е да ги величиме другите нешта, значи другите народи, другите Точно. луѓе, значи мораме сами да си се цениме и да си се поддржуваме. Се согласувам со Ето, вас. тоа е на мој апел, да си слушат македонска музика и мислам дека тоа е правиот успех за било што. Да. Драги гледачи, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ви беше пријатно со нашата гостинка. Останете во добро расположение со програмата на К3 и бидете секогаш во потрага по добра музика, особено по традиционалната. Ви благодарам, господја Спасовска, што бевте со нас. Задоволство ми беше.